Да се исклучи климата неколку минути пред да се излезе од автомобилот или од канцеларија. Телото постепено да се адаптира на надворешната температура. Да се внесуваат повеќе течности и да се јаде повеќе овошје и зеленчук. Ова се препораките на штипските лекари за да се избегне омалаксаноста, слабоста и топлотниот шок во деновите со екстремно високи температури. Лекарите велат дека токму малите навики на кои што не им обраќаме внимание можат значително да ни го подобрат квалитетот на нашиот живот. Малаксанота зошто? Затоа што се прави една амплитудна разлика. Значи сите патуваме со автомобили со една пријатна клима на една пониска температура, меѓутоа до таму патот понекогаш сме изложени на надворешните високи температури, влегуваме во климатизирана просторија, работна или маркет и нашиот организм претрпува секојдневно неколку пати шок. Една препорака, значи кога ќе од автомобил кој што сме го климатизираме сме ставиле некоја температура од 20 степени, значи неколку минути да исклучиме климата, нашиот организам да се адаптира на надворешниот топлотен шок, за да ја нема она омалаксаност, слабост, неволност, дури некогаш и мислиме како да не можеме да резонираме, баш заради тоа што нема перфузија нашиот мозок добро на кислород, затоа што си го стабилизира и си го штеди, значи ги прави, си ги штити органите кои што не се функционални. Кога е во прашање работното место кое во летниот период најчесто е климатизирано, доктор Валентина Митрова советува климата да се исклучи неколку минути пред да се напушти канцеларијата. На тој начин, вели, организмот постепено ќе се адаптира на високите надворешни температури и ќе се намали ризикот од омалаксаноста и топлотниот шок. Всушност и тоа е една препорака, значи кога ќе излеземе од работната просторија, од канцеларија, значи неколку минути да го исклучиме ладењето, за да се адаптираме на надворешната температура. Една пракса, едни секојгодишни совети, меѓутоа мали работи на кои што не обраќаме внимание, а може да ни го подобрат квалитетот на нашиот живот. Една избалансирана исхрана богата со зеленчук и овошје, повеќе течности, а помалку пражена и тешка храна, се препораките на лекарите за полесно справување со летните температури. Една избалансирана храна, значи со зеленчук, овошје во овој период нашето подневје е богато, значи изобилува почуваат лубениците, динјите, працките, меѓутоа сето тоа да биде на соодветна температура, добро измиено, и да се внесува во така поголеми количини, да се избегнуваат пражени меса, тешка храна, сето оно што негативно може да влијае. Инаку жешкото време бара поголема внимателност и грижа за сопственото здравје. Неколку мали промени во секојдневието може да направат голема разлика и да помогнат полесно да се издржат по високите температури.